Во оваа кампања имаме таа среќа, еве на неколку наврти да доаѓаме повторно во Струмица, сепак Струмица е тука главен центар на изборната единица 4 и да ги обновуваме нашите идеи и нашите програмски точки кои не може да ја фатат целата програма, меѓутоа може да фатат барем дел од она што сметаме дека е важно овде. Значи, во Струмица не може да не се зборува за земјоделието и затоа сакам уште еднаш да кажам дека македонските земјоделци широм Македонија не треба да потпаѓаат на трикови дека оваа влада им ги вовела субвенциите. Сакам уште еднаш да ги потсетам сите земјоделци дека земјоделските субвенции ги воведе нашата влада во периодот 1998-2002 година и не само што воведовме земјоделски субвенции, ќе ги потсетам луѓето дека правевме активни откупи како влада на секој оној производ кој ќе дојдеше во криза. Значи, благодарејќи на таа политика, ќе се потсетат на цените на производите кои до ден денеска се неповторливи во нашата држава. Значи, пред 15 години е несватливо, значи, цената на житото да беше, го купувавме ние 13 денари, денес го купуваат по 7 денари. Цената на млекото беше по 25 денари, денеска исто слушаме 15 до 17. Цените на пиперките беа пред 15 години 30 денари, денеска се едва 13 денари. И секој еден производ својот рекорд го достигна во нашите 4 години, а ако на тоа додадеме и инфлацијата што се случувала во минатите 12 години, едноставно споредбата нема крај. Во таа насока, оно што сакам да кажам, дека тоа што сме го правеле порано, ќе го работиме и сега, дека грижата за земјоделието не е ексклузивност на ниту една влада, туку напротив, обврска и одговорност. Во таа насока, сепак сакам да ги потсетам граѓаните на Македонија, дека Македонија после изборите мора да направи напор да влеземе во Европската Унија, да влеземе во НАТО, затоа што таму е вистинската природба за македонскиот земјоделец. Не смееме да заборавиме дека ако влеземе во Европската Унија, дека субвенциите ќе се зголемат од 2 до 3 пати и тоа парите ќе доаѓаат од Брисел. Да не зборуваме за отворениот пазар, значи ги берете зелките, бостанот, доматите, чушките и одите на кој сакате пазар во Европа, Виена, Рим, Минхен, без никаква гранична контрола, без никаква царинска контрола, едноставно продавате кај што сакате. Сметам дека македонското земјоделие во една таква конкуренција дури ќе биде пред сите други земјоделија во Европската Унија. Во таа насока сметам дека нашата влада, независно од тоа, апсолутно има намера да воведи за гарантирани минимални откупни цени за земјоделските производи, што сметам дека ќе биде голема корист за земјоделците. Кога сме тука, сакам уште да потсетам на другија серија на мерки кои се однесуваат на фирмите, затоа што сметаме дека треба да се стимулираат фирмите внатре во Македонија, а тие понатаму да вработуваат широм Македонија. Например, во таа насока имаме намера да ја смениме праксата ДДВ-то да се плаќа на испорачена фактура, како што е досега во Македонија. Напротив, ДДВ-то ќе се плати тогаш кога фактурата ќе биде исплатена. Понатаму, автомобилите ќе бидат ослободени од ДДВ под услов ако станат дел од основните средства на фирмите, што сметам дека ќе задоволиме многу фирми и многу граѓани во Република Македонија. Понатаму, контролите, односно казните, ќе бидат драстично намалени, односно ќе бидат намалени на она ниво како што беа во нашите 4 години, а во нашите 4 години 1 евро од казна немаме собрано во буџетот на Република Македонија. Значи, ако сакаат фирмите да работат во Македонија, даночните инспектори, финансиските инспектори не можат да представуваат она што го представуваше во 48 година УДБА. Денеска тоа е срамота во Македонија, кога во фирма ќе се појави даночен инспектор или управа за приходи, едноставно сите да се тресат. Таа приказна една за секојаш мора да заврши во нашата земја.
И конечно, за повозрастните вработени, ќе го вратиме предвременото пензионирање до 5 години, независно дали поединец сака да го откупи или фирмата сака да го откупи во името на поединецот, со цел на доброволна база, оној кој сака може да замине во предвремена пензија, а сметаме дека тоа ќе биде и добра можност да се ослободат и илјадници работни места ширум Македонија. Коалиција ВМРО за Македонија. Заокружете број 9. Заедно за силна Македонија.